Не смеам да доснам во емисија без срамота, човек. И баш на време се појави. Оп. Ова е тоа. Нема доцнење, зашто возам лесен, брз и паметен Ярис Крос. Елегантен на улица, моќен на секаков терен надвор од градот. Ова е тоа што го викаат вау ефект. Нема човек што го видел и не коментирал дека ова е супер возило. Плюс од 10 годишна гаранција. Практичен на улица, ефикасен хибриден погон, комфорен е внатре, има багажен простор од близу 400 литри. Ви го представувам најновиот SUV на Toyota кој многу потсетува на славниот RAV4. Од кај да го гледаше совршен, леле, мислам дека се заљубив во Ярис Крос. Да се пресовлечам, ке дојдам. Да видиме што имаме денеска. 1-1 13-та сезона. И влегуваме. Мала подготовка. И преку 300 емисии нема кој не бил гости. Политичари, актери од сите може да и ности. Ако редиме спортисти, кај ќе ни виде крајот, ќе ни отиде емисијата ко на Скопје трамвајот. Перо Антиш Гечевски, Били Горан Пандер, Тибиров Тимур Столе, Дино Раджа, Дарко Панчев, Лазаров Кире Ребрача, Лино Черва Лечич, Маленко Мрме, Мирко Ловски и Андреа Лекич. Има уште да ги бројам, ама немам време. Да почнеме побрзо, зошто во шминкер на дреме. Ако е нервозен, ќе направи невреме. Суди и знаат како е кога се дере. Надворот паркет, знае джентлмен е тој. Трофеи има, не знам дали има број. Меси, Роналдо, Али, Джордан. Од таков тој е сој. Веселин Вујович, луѓе, нек се знае кој е кој. А денешен гостин, како што знаете, ние Веселин Вујович. Тој е, кога што добивам информација, спремен во шминкерна и можеме да... Само чека, кој... Луѓе, ви влезе некој во... Златко Калински? Златко? Ти си? Господине Калински, како изненадување? Како сте? Не знаев дека доаѓате? Еве. Повелете се, ја го чекам Веселин Вујович и некој. Ама добро, ај може и со вас малку да направиме уе. Како сте и што барате тука? Ја не ве очекувам. Никој не ми кажа. Што би можел да барам, освен вистински шампион на водителската игра. Вистински титан, но таков што не се наоѓа горе на небото, меѓу останатите гиганти, туку е присутен овде, до мене, меѓу нас. И со своите водителски способности не тера да помислиме дека сме на едно седмо небо и дека сме качени во висините на таа игра. Ви благодарам, ама стварно не очекував вака преубаво да ме најавите. Знам дека ова е вашиот стил, ви благодарам на вистина. Да, и нормално дека не го пронајдов. Пронајдов само водителски егал на репрезентацијата на Заир од 1974 година на светското првенство Мундијалот во Западна Германија во 74 година, кога завршија последно пласирани во групата Б. Па нели, сите ќе си спомнеме на оние порази од 2:0 од шкотската репрезентација, од 3:0 против бразилските кариоки. И оној, би рекол, екзотичен, исконски пораз од 9:0 против југословенската репрезентација, кога Душан Душко Баевиќ, велемајсторот, влезе и постигна хет-трик и даде гол не само против еден, туку против двајца голмани, бидејќи во 21-та минута Казадимо Вамба беше заменет со Тубиналди на Димби. Инаку, се ова е комплетна вистина, можете комотно да пребарате на интернет. Голем истражувачки тим работеше за оваа имитација. Па 4-5 мина сигурно, така да се е вистина, комотно проверите. Океј. Благодарам.
Јас нели кој се сеќава, кој не се сеќава, еве сега се потсети на ова заменскиот голман на Заир. Ама тоа не ми одговара на прашањето Калински, што барате тука, мислам. Истото она што го правиш и ти. Толку од одговорот? Супер. Ја очекував долку одговор, нели обично дека кој почне. Да, она што го правиш ти, всушност, е само обид за најава за ракометниот джин Веселин Вујовиќ, кој со својата доминација, би рекол, и како ракометар во металопластика Барселона, но и како тренер на ракометниот клуб Вардар, подсетува на она доминација на големиот боксер, британски боксер Тајсон Фјури, кој со својата разорна десница и со својата снаодлива левица. Ако добро ве разбирам, сакате да го најавите Веселин Вујовиќ вие? Би ми било огромна чест и задоволство доколку би можел да го направам нека го најави, сепак добро. Каде? Таму? Да, господин Калински, ако сакате само таму и некоја адекватна слика за најавата на Калински, баш така како што треба. Ви благодарам. Да. Ова е своеврсна експозиција за човекот кој не знае да губи. Големиот ракометен викторијан, кој се вивна во спортската историја и ја испиша со платинести бук. Човекот кој предизвикува рај на теренот, а пекол на клупата и трибините, и обединува цела Југославија пред малите екрани. Нешто што досега му успеало само на големиот Тодор Тоше и на другарот Јосип. Во него играчите ја гледаат победничката светлина, бидејќи секое негово ракометно патување, наречено надпревар, завршува исто како во песната на Калиопи Бато, каде противничките антагонисти заминуваат со солзи, а тој, би рекол победникот со епски размери на ова сина планета Земја, на која живеат разноразни живи суштества, организми и на различни хомо сапиенси, токму тој заминува со трофеи, слава и злата со големината на Мон Бланк. Човекот од кого и судиите се плашат, како лилјакот светлината, како знаата од свекрвата, а тој со само еден жаросан поглед како да сака да им каже: па зарем вие вака физички инфериорни со моите нерви да си играте мајтав? Вистинскиот Робин Худ на денешницата, кој не баре воинствен копјаносец, му одзема на богатиот за да му даде на сиромавиот, и во тоа ракометно созвездие, наречено Лига на шампиони, во кое нашиот Вардар од секогаш сакал да биде дел, се бори како Дон Кихот наспрема ветерниците, како славните тројански дзидини наспрема архајците, вистинскиот идол на комитите кои го слават со громогласната песна Вујо мајсторе и палат бенгалски огнови во тој ракометен храм. Ракометниот Сер Алекс Фергусон, играчкиот еквивалент на Пеле, Джордан, Роналдо, Меси, цетинскиот Чак Норис, Вујовиќ Весели. Само Вујо, пред да почне Калински, ќе остануваш и ти или што е работа? Па јас би ве удостоил со моето присуство, но прибедејќи мојот внук игра четвртфинале во мало Џамли, морам да одам и да го коментирам тој надпревар. Па ништо, ти благодарам. Да го испратиме, Ви благодарам. Пријатно. Чао. Чао, Калински. Здравието пред се. 85 години Алкалоид Скопје.
Джинgle белси и да празници треба да виткаме сарми, да се купат поклони, а и плата касни веќе 2-3 недели. Газда вика ке биде што сипа не сте пливти, а и го спојава нешто, многу си се опушти. Види злато колку добро ова ни стои, него баре перо ке те бијат малери, оди во емкеш, пријатели без мана познати. 20 телефони се за тебе достапни, аплицира си, освој не му ја мисли. Ембрв, најдобри, за среќна нова оди во емкеш, аплицирај си. Според оригиналниот рецепт на полковникот Сандерс, тоа ќе изборот за оваа неодолива акција. Филет бургер, 2 сочни и крцкави крилца, плюс помфрит, за цена од само 159 денари. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам среќни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Ви ги представуваме Hisense телевизорите, милиарда уникатни бои со фантастична 4K резолуција и осветлување до 1000 нити. Живописни слики и детали кои ќе оживеат забавата пред вашите очи. Сакате врвна технологија во вашиот дом? Сето ова за помалку. Најнова технологија достапна за сите. Hisense. Ние во тимот на Девалт знаеме колку е важна флексибилноста и брзината на услугата за нашите клиенти. Затоа создадовме место каде што сите вие заинтересирани за Девалт батерискиот алат ќе можете брзо да ги добиете сите потребни информации во неколку чекори. Станува збор за Девалт Комбо Центар. Преземете ја работата во свој раце со Девалт. Купувањето стан е една од најважните одлуки за секое семејство. Ви треба дом со идеално распоредена квадратура, врвни градежни материјали и енергетски ефикасна градба која ќе овозможи значително пониски трошоци за живење. За да ги добиете сите овие работи, ви треба проверен партнер. Golden Art. Дом, не само стан. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирайте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Чај за добра ноќ! Тоа е чај со кој телото ќе се опушти по успешниот ден, а ноќта ќе добие смирена димензија. Препорачуваме да се конзумира кога? Нормално, навечер. Ка со својот единствен и благопријатен вкус, чајната мешавина од Good Nature за добра ноќ дава вистинска смисла на зборовите лека ноќ. Најраните археолошки докази за згмечени семења од пченица помеѓу воденички камења за да се направи брашно датира од 6000 година пред наша ера.
Историјата на брашното јасно покажува дека некои работи, ако им се даде доволно време, може да станат исклучителни. Исклучителни како моето брашно од Кадино. Најдоброто. Замислете тивок, но многу ефикасен мотор на машина за перење алишта. Замислете вашата машина, ем да е долговечна, ем да штеди електрична енергија, па уште да има и 10 години гаранција на моторот и не замислувате, бидејќи во горење тоа е реалност. Еве, баш сега е моментот да си одберете машина за перење по супер цена, се разбира, од горење. Вујо, прв пат во еден и мене ми е огромна чест што сте тука. Леле, каква најава, шта е ово? Не ли? Само Златко може да најави, нико друг. Нормално. 100%. И тоа не беше ни сценарио, само така му дадовме. За прв пат во еден трет пат во Вардар. Да, треќа среќа. Трета среќа. Како стигна да дојде овој трет пат? Како дојде, кој беше човекот што ве побара, како имаше ли преговори, лесно ли се одлучивте, тешко ли се одлучивте? Па, нема ту многу тајни. Михајло Михајловски увек е формула, наша веза коju имамо веќе толико година не нераскидива и ја мислим да сви они кои добро познају рукомет и прате го у Македонија, оног тренутка када е Михајло поново постао председник, знали су да ќе се Вуја вратити пре или касније. Nije kod nas bilo ubeđivanja, nije bilo, znači, lako smo se dogovorili, obično to kod nas ide jako lako, bez obzira na ponude nekih drugih klubova. A imaše u igre i drugi? Bili su drugi klubovi, Dinamo Bukurešt, bilo je Brest Meško, bili su još neki klubovi, ali meni je srce već 75% bilo u Skopju. Уште од старт. Само е требало još ja da dođem, da. Кога последен пат бевте во Вардар и сега, кои се главни разлики? Вака највоочливи. Totalno je drugačije. Drugačije je, prvo država je drugačija. Drugo ime ima država. Ima. Iako će za mene uvijek biti Makedonija, to je za mene jasno. U drugoj smo dvorani. Iako je za mene Kale bila jedna od najboljih, najlepših, najemotivnijih dvorana ne je Merakotist, primjer? Во Кале пуво така подека интимно по... Не знам, специјална душа, многу си близко са навијачи, са играчи. Да не тоа носталгично. Мало, moguće malo, starim pa to, ali sada je sve nekako ljepše. Znam kako da vam kažem, ja sad odete u neki restoran gde su oni kockarski stolnjaci, dobra skara, sve super se osjećaš i fenomenalno se osjećaš. I onda odeš negdje gde ti postave 5 čaša, 6 tanjira, onda ne znaš ni odakle da kreneš i da počneš, sve to super. Kako se jade ovo? Da, kako se jade, tako ti je otprilike. Ti nosi jasno, ne znaš da šupliš. Da, meni je ono vreme nekako bolje, ali otprilike to je odlika starih ljudi. Ima pozitivni i negativni, faktički, така? Mislim, тоа вака je sve ubavo, super. Nemam stvarno zamerke. Svako vreme, pa u to vreme nije bilo društvenih mreža, Facebooka, Instagrama. Sad je to... Ali više smo se družili, znate, više smo se družili. Pa dobro, nemalo Twitter, nemalo Instagram. Kada smo bili sa trener Zagreba, pa idemo u Bjelorusiju, sletimo u Minsk, onda nema roaminga, to nije evropska zajednica. I onda 4 sata vožnje igrači igraju asocijacija, zezaju se, pričaju, igraju karte, mnogo se smeju i meni drago. Onda dođu u hotel, čim uhvate mrežu, više niko s nikim ne razgovara i svi su na... Šta je ovo, bre, da li je moguće? I koliko će to napredak da donese, ja nisam baš siguran. A od druga strana, kao trener, pa ne može ni da im gi zemete telefoni. Pa ne može. Razmišljao sam da im noću uzmem telefone, jer meni se dešava da uđem pred važnu utakmicu, treba da održim sastanak, neki motivacioni, ozbiljni, i vidim neko sakrije telefon, on je slao devojci, ženi, već nekom poruku. Kao da gori negde, kao da će svet prestati ukoliko nisu... Pa cijelo vreme si dostupen, to je работата. Кој сака може odmah da te dobije. Da, i sad, ako im uzmeš telefon da kaže, vidi ga Vujo, on je težak čovek, diktator, težak trener je, ovo ono, nema, moraš nekako da se uklopiš. Ni vamo, ni tamo не си. Мора да се уклопиш, да. Да, а атмосферата на Кале ја спомнавме. Ние како македонци мислиме дека нашава атмосфера е многу јака и дека ако оди ракометар во Европа да игра на други места, помалку се плаши отколку кога доаѓа тука. Навистина ли е така? Еве, вие сте биле сегде сте играли. Стварно ли имаме таква пеколна атмосфера како што ние мислиме дека правиме? Има една замерка. Kada se dobiva, Dobro. Pakao je.
Znači, koga je dobro? Kad je dobro i kad dobro ide, nema jačih navijača na svetu. Ali kad krene loše, jako su veliki kritičari. Odmah krenu. Recimo, vidjet ćete utakmice u Njemačkoj ligi, govorim rukometno, Danskoj, 60 minuta oni aplaudiraju. Čak i kad njihova ekipa gubi, oni su tu i znaju da će se sad dobiti. Ne možeš uvijek da dobijaš. Nekad gubiš, nekad dobijaš. To je život, je li tako? Na prostoru bivšeg Balkana i specijalno u Makedoniji si heroj ako pobeđuješ. Nema bolje. Ako gubiš, odmah imaš problem, ne valjaš. I to nekog prv moment na gubenje. Da, odmah nema, ne daju ti oni kredit. Tu nema kredita. Znaš. Tako da, ja sam vjerojatno jedan od retkih trenera koji nije doživeo takve negativne vibracije i navijači su čak i u porazima me bodrili znajući da ja kao trener uvijek dam sve od sebe. Da ponekad nemam dobar sastav, da ponekad je greška od igrača, da ću ja kao trener uvijek dati sve od sebe. Ja sam jako transparentan. Meni se vidi kad sam raspoložen, ja se smejem, kad sam ljut, ja vičem i tako dalje. Nisam političar, nikad neću biti političar. Nema krijenja, nema. Nema, čak sam imao jedan problem u Srbiji zbog jedne izjave. Pitali su me šta je za mene politika. A ja sam rekao, za mene je politika kao krava na krovu. Kaže, kako to poređenje? Pa gledaš i razmišljaš kako se ovo govedo popelo tako visoko. Razumiješ me? A znaš ni da nije bio specijalno inteligentan, ni te dobru školu, samo je politički došao do toga. Ne ti je ni jasno kako? Što je najgora stvar na svetu. I ajde da samo sa ovim ćemo završiti, da politiku svuda u svetu se ljudi bave politikom. I logično je. Ali oni imaju svoje poslove i politika im je nešto gdje su oni profesionalci. Ovdje je život. Ovdje samo se guraju u politiku i da budu nekom da bi pokrali. To je cilj. Prema tome, далеко ми куќа од таквих луѓе. Да. Спомнавме за љубовта на навивачите према вас. Јас сакам да потсетиме на едно видео, ако може пуштате режија, кога бевте тренер на Загреб. Значи тоа е, бевте тренер на Загреб и дојдовте први пат. Да, први пат. Какво е чувството ова кога се случува? Да кажем нешто. И сад ми прораде емоcije. Kada doživite ovako nešto, onda shvatite da ste radili pravu stvar. Ja mislim da nema mnogo trenera u svetu koji mogu da se pohvale da su... Pazi, mogu da dobiju aplauz, ali da traje 10 minuta navijenje, da 10 minuta te takva grupa ljudi... I sada, recimo, u dvorani me komiti pozdravljaju, ali to nisu ovi komiti. To su neki mlađi, drugi komiti. Oni ni ne znaju za ta vreme i zašto je Vujo takav istorijski lik. Premladi su. Možda će naći ovakve snimke, ali kad budu vidjeli emisiju znaće šta se desilo. Ali kada to doživite, onda shvatite da ste uspjeli u tom svom sportu, da ste jednom narodu, jednoj državi, jednom klubu dali sve. Uvijek kad dajete od sebe i srca, dotaknete dušu onih koji vas gledaju ili slušaju. To je jedino pravilo koje postoji u sportu. I za ovo vredi se. Сите маки, сите проблеми, сите. За ово вреди дати живот. Доживеавме ние и со Вардар, доживеавме претходно и со Кометел, помладите не се сеќаваат, баш звездени мигови, ама судбините на двата клубови се многу различни. Се надеваме дека никогаш Вардар нема да доживее таква судбина. Чисто сакам да ве прашам како гледате како стручњак на таа работа. Подобро е еден клуб да доживее таков еден звезден момент па да го снема или да биде просечен, да трае, да има континуитет, ама да не знае баш дали некогаш ќе има звезден момент. Stvar je strategije sporta u državi samo, jer me razumete. Kod nas se pojavi neki sponzor i dok mu je tu dete, prijatelj ili neko ili ima interes, on sponzoriše taj klub. Onog trenutka kada mu to više ne odgovara, taj klub nestane, recimo. I to često se slučava? To se često dešava, ali ako napravite zakon o sportu, recimo da ulaganje u sport se ne oporezuje, nego se recimo nekoj velikoj firmi, zašto bi neko dao državi kad može da da nekom klubu? Recimo u njemački Kiel, on nema jednog sponzora od 10 miliona. Ima 100 sponzora po 100.000 eura. I ako se jedan ili dva otkaže, oni i dalje imaju u redu ljude koji čekaju da treba biti sponzor Kiela. Ovde... Ама таму веројатно има и такви закони кога што зборувате. Наравно да има закони, ali postoji i ovde jedan problem na prostorima Balkana. Najbrži vid afirmacije je preko sporta. Така е.
To je jasno. Vi možete da budete neviđen naučnik ili neviđen doktor. Morate napraviti nešto epohalno da bi vas stavili na televiziji ili u novine. A ovdje budete predsjednik nekog seljačkog kluba, odmah ste na televiziji, izjava je nikad niste radili fizičko vaspitanje, ali vi jednog stručnjaka koji radi kritikujete i to je naša sudbina koju mi nikad nećemo izmeniti. Баш така. Сега, поминале многу ракометари низ годиниве со Вардар, ама ако се фокусираме на сегашниве. Малку да дознаеме за сегашниот тим, ама ќе дознаеме преку нешто интересно. Ова се вика Вардарово тркало на среќата. Ако може да го пуштиме Вардаровото тркало на среќата, вујо лесна е задачата, треба само да кажете стоп, тркалото ќе врти, кажуваме стоп и ќе видиме на што ќе се падне. Има прашање, треба да одговорите, ама одговорот мора да биде некој од ракометарите на Вардар. Ајде да пробаме да видиме за што се работи. Слободно стоп. Стоп. Ајде. Кого не би го продал за ниедна цена? Мора да е еден. Тимур Дибиро. За ниедна цена. За ниедна. Одиме второ, добро. Стоп. Со кој не би сакал да заглавиш во лифт? Со Борко Ристовски, пошто се плаши од лифта, иде качи се низ степенице, никад не иде лифтом. Ако е 10 спрат? Нема тоа проблем, он ти иде или са едним, а рецимо ако е за 6 особа, он дозволи да уđu 2. То е таква паника да тоа не е немогуќе. Диете, паметно, ајде. Стоп. А ова е, да, кому не би му дал да те вози во автомобил? Да ме вози у автомобил не би дao Столето Стоилово. Зашто? Zato što je seljački vozač, što ne poštuje pravila, što se ponaša siledžijski, eto tako. Vika, se dere, psuje. Tako, da, se kara sa učesnici. Така е, така е. Ајде уште едно и ќе затвориме. Супер прашање. Кого би го зел на куќна слава? Еден, да дојде. Ако кажем све, onda će... Ali pa ako imam kućnu slavu, zovem sve, ne mogu jednog da zovem. Тогаш одиме, сите се поканети, сите се доброволни. Одлично. 1762 во Скопје пристигнува турскиот трговец со зачини Осман Балик. Уморен од долгиот пат, отишол во одајата да одмори, веднаш заспал, ама чуден сон сонил таа ноќ. Во сонот му дошла керката на султанот и му рекла: "За мене ли?" Ево ова е чај, друже. Браво. А што зборев? Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Ајде да свртиме за старото време. Спомнавме металопластика. Ајде да се подсетиме на едно видео, ќе пуштиме сега. Мислам дека тоа е видеото кога го давате голот за освојање Лиге шампиона. Така, за станување. Војо, како живееше Шабац кога беше металопластика шампион? Што времења беа тоа? А тоа е неко друго време и у данима kada se igra utakmica, ceo Šabac je živeo na to. Recimo, ako utakmica počinje u 6 sati, već u pola 4 dvorana je puna. To su neverovatna vremena, neverovatno druženje. Tada su, ajde da kažem, bili drugi uslovi. Organizovani su čarter letovi, autobusi da bi se bodrila metroplastika. Postojala je ta neka srednja klasa ljudska koji su primali plate, muž i žena, mogli su da odu na more, mogli su da kupe auto na kredit, da kupe stan, da odu sa metaloplastikom i tako dalje. Sad smo se razdvojili na siromašne i bogate, ta neka srednji stalež koji u stvari čini srž jedne države. To su ti ljudi, to su profesori, to su medicinske sestre, to su ljudi koji su završili fakulteti i treba da imaju pravu nadoknadu za to. Mi smo ih malo degradirali u današnje doba. Така е. Ве вика вонземјаните од Шабац. Вонземајци. Čak smo mi Како Реал Мадрид, галактикоси. Čak smo pomislili mi da smo vanzemljani. Ne, stvarno, pozvali su nas zbog toga što smo igrali neki rukomet koji je bio izvan tog vremena, izvan te dimenzije. Drugačije smo ga interpretirali. Значи во фудбал како Кројв Барселона, да речеме, некој новитет, така и вие. Čak smo pravila neka promenili zbog nas su menjena i pravila u rukometu. Pa, na primjer, mada je to brutalno pravilo, Mili Saković je našao način kako da omete protivničko krilo u skoku, da ga uhvati za nogu
A da nije faul? A da nije faul. I igrači su skoro padali na glavu, promašivali, sudije ništa nisu sudili, ali je na nekom seminaru evropskih sudija to vraćeno. Dajevo da go rešimo. I tako, i onda je to crveni karton, tako da to je jedno od pravila. Mada ih ima još, ali to je jedno od onih brutalnih. Znači, толку добри што морало правила да се сменат, за да другиве малце ви се доближат. Pa otprilike tako, ali mislim da bi nam više odgovarala pravila koja su danas nego ona. Ona pravila su bila zastarela, spora za nas. Danas je kako беше? По-физички беше спортот? Pa ne, Ако треба се споредува? Ne, nego tada nisi imao brz centar, nisi imao izmene golmana, nisi imao takvu toliko trčanja, a to je nama nedostajalo. Znači, mnogo je sporiji bio rukomet da postigneš gol, onda dok svi protivnici ne pređu polovinu, ne možeš da izvedeš. Sad to ide mnogo brzo. Mi smo u takvim uslovima zabijali po 30 i nešto golova. Zamislite sad koliko bi to bilo. Točno. Uvek imam ta pitanja. Kad me postave pitanje da li sam bolji rukometaš ja ili Kire Lazarov ili ja ili Balić, ja ili Karabatić i tako dalje. Ja malo pametno, filozofski odgovorim. Za mene je recimo Mercedes najbolji automobil na svetu. Stvarno mislim da je najbolji. Ali model od prije 30 godina i ovaj danas ne mogu da se porede, je li tako? Pa onda neka svako svoje vreme i to je mislim da je najbolja. To je во секој спорт. Нели Джордан го споредува цело време сега со Леброн. Hipotetički, kada bi mogli doći možda neka vremenska mašina koja će moći da uporedi kvalitete, brzinu, tehniku, kreativnost Pelea i recimo Mesija. Da. Tako. More tehnologija kako vodi Vujo. Ќе дојде и такво нешто. Може ќе biti utakmice. Vujo против Кире. Tako je, da. Ако треба, ако можете, не ако треба, ако можете да се вратите во такво некое време, чисто да одживеете, не знам, еден месец, една година. Пример, би дале 5 години од денешницава за една година од тоа време? Bez razmišljanja. Da? Pa bez razmišljanja. Slušaj, da ću još živjeti 75 ili 80, koga to interesuje, razumiješ me. Ali godinu dana onog vremena bih dao, bez razmišljanja bih dao 5 godina ovog života. Sigurno. Трампа. Da. Супер. Сега, во тоа време, вие бевте најдобар коментар во светот и правите трансфер во Барселона. Tako je, da. Како изгледаат тогаш трансферите? Не знам, од перспектива денешна, платите што сега ги земаат ракометарите ви делуваат абнормално високи како во другиве. Така знам дека е пример во кошарка, во фудбал, она што било пред 20 години е ништо во споредба со сега. Во ракометот така ли е или не? Pa moj transfer tadašnji je možda i ovog trenutka najveći, među najvećima u svetu. Tako da nekako sam ja iskoristio jednu situaciju i sukob koji su imali Jesus Hill, to je predsjednik Atletico Madrida. Atletico Madrid, poznatio gradonačelnik što veše na Marbelja. Tako je. I Jose Luis Nunes, to je predsjednik Barcelone. Oni su u takvom sukobu bili, Nunes on je bio onako jedan malen, baš malen tip i čovjek, a ovaj je bio ogromna jedna ljudina. Ovaj je kupio jednog ponija, malog konjića i dao mu ime Nunes, da ga navredi. I onda je sam imao ponudu od Atletika, dali smo jednu cifru na kojoj sam ja bio pristao, onda je Barca se pojavila, oni su mi dali drugu cifru, onda je Atletico se pojavio i tako su oni licitirali sve do onog trenutka da to više nije bilo logično i normalno da se jedan rukometaš toliko plati. Sreća za mene da se to desilo. Znači da ne bilo na kraju sam odlučio da odem u Barcelonu iz prostog razloga jer u međuvremenu je meni pukla Ahilova tetiva. I ja sam stvarno mislio da više se neću baviti sportom, da ću raditi neki posao. Toliko se odkažavte? Da, pomislio sam da će mi se to desiti. Dobro, bilo realnost. Ali dok sam još bio u bolnici, stigao je telegram od Barcelone u kojem su rekli našem igraču želimo što brži oporavak. I u trenutku kad su došla 2 ugovora, 2 ponude na 100, meni se vratilo taj moment kada da bi Barcelona u takvom trenutku kada sam ja povređen i kada se ne zna da li ću se oporaviti, nastupila na takav način. Eto, to je jedan od razloga, odnosno najveći zbog koji sam otišao u Barcelonu i nisam zažalio. I sa njima sam igrao 2 finala Lige šampiona. Prvu titulu Lige šampiona su osvojili sa mnom. Na kraju krajeva zato su me i doveli. I to je
čak neverovatan doček koji sam imao u Barceloni, nikad nijedan rukometaš nije ga čekalo 30 novinara na aerodromu. Znate kako je to? Ma da, ja sam mislio da dolazi neki fudbaler, pa ja slučajno prolazim tuda, znaš. Ali jako i dan danas sam u muzeju Barceloninom, koji je jedan od najposećenih u Kataluniji, u Španiji. Moja slika, moj dres su tamo, piše u koje vreme sam igrao i tako da. Одлично. Пример, кога ќе отида така, ваши роднини, кој знае колку се горди кога ќе си го видат презимето. А металопластика, вистина ли дека со тие пари од тој трансфер си има купено канцелари што до ден денес си постојат? Metaloplástica? Da, oni su dobili obeštećenje, ogromno obeštećenje za mene su dobili i kupili su jednu zgradu gde su napravili klub i koji dan danas, tako da ja kad dođem, zezam se, opet ste mi došli u goste. Oni Ima li plaketa, hvala Vujo? Da, ja ne bih sigurno ni otišao u Barcelonu da nisi igrao za Metaloplastiku, postizao takve rezultate, prema tome hvala Metaloplastici, hvala predsjedniku koji me doveo i ja tako razmišljam. To je logično razmišljanje. Apsolutno. Има еден феномен, ама сега поправете ме, колку години се во прашање каде што немате изгубено надпревар како тренер? Години? Не како тренер, како играч. Како играч? Извинувам, како играч. Ja sam 7 puta u Jugoslaviji bio prvak i 5 puta u Španiji. 12 godina za redom nisam bio drugi. 12 godina sam bio prvak, osvajač titula, osvajač Lige šampiona, kupova. 12 godina nikad nisam bio drugi. To ne li pravi čovjek da se navikne na pobeduvanje? A to je najgore što mi se desilo. Ne li? Evo, iskreno vam kažem. Sad kada doživim poraz sa Vardarom, ja idem kući, niti razgovaram sa ženom, ni sa decom, ne javljam se na telefon, ne večeram, razumiješ me, ako se bude nastavilo ovako da imamo poraze i da skinem kilaž. Pa stvarno, 12 godini, тоа е една година знае да поремети, а не па 12 години на врв да си. Ама на врвот ти знае да биде осамено, како викаат, после која ќе паднеш. Nešto, moja mama je meni znala da govori, sine, da Bog da ti meni išao celog života uz brdo i da nikad ne stigneš na gore. Ja kažem, zašto bre mama? Pa to je cilj, valjda da stignem. Ne, sine, ako dođeš na gore, jedino što možeš to je da počneš da se spuštaš. Prema tome, kaže, i tad to nisam razumeo, ali sad jako dobro razumem, da. Тренерскава кариера. Бидејќи сите ве знаат како многу страствен тренер, така, многу темпераментен и сето. Тоа еве гледаме од прилика од кај доаѓа таа страст од навикава за победување и така натаму и така натаму. Ама желбата за да се биде тренер и постои одамна или од после кариерата ви доаѓа како идеја? Па не знам, за мене е победа све. Значи победа ми е... А во се сте такви? Ви во други работи? Свему. Пример, табла да играме тука, пак ќе бидете... Da, ne prije moja deca da vam ispriča istorije. Ja sam recimo kao član Barcelone. Igramo prvo poluvreme loše. Dobro. Ja uđem u slačionicu i sve što mi je pod nogu ili pod ruku ja šutiram. Bacam cipele, čarape, jakne, sve. Vređam ih, vičem kako je, ovako igrate, vatam ih za gušu, za dresove i tako dalje, jel? Kako igrač. Tako je, kao igrač, jeli? Drugo poluvreme se smeni, pobedimo. Dobro. I onda vratimo se u slačionicu, to je već zadovoljstvo, dođu ljudi iz kluba, ovaj je već pomenuti gospodin Nunez, i onda neko kaže, čija je ovo cipela? Ovaj kaže, moja. A ovo jakna, kaže, moja. A predsjednik kluba kaže, Barba je opet bio nervozan na poluvreme. Čim se raboti me vamo tamo? Ali nisam ja to radio zato što sam ja time isticao sebe. Samo želja za pobedu. I dan danas je tako. I ne znam da li ću se ikad navići na poraze. Onog trenutka kad budem pomislio da sam se navikao na poraz, prestaću da se bavim ovim sportom. Jer meni je sin rekao, tata, ajde da igramo, kaže, imao je 17-18 godina, da igramo basket i da ako te pobedim da mi kupiš onaj skuter, motor. Dobro. Ja kažem, čekaj sine, kako misliš da igramo? Pa kaže, tata, 1 na 1 i ko stigne do 21, ja kažem, sine, ovako ćemo da igramo. Ako postigneš 5 poena, tata ti kupuje motor. Opa! I idemo da igramo na teren. Dolaze komšije, kumovi, prijatelji, ćerka, žena, svi dolaze, svi navijaju. Svi za njega navijaju, naravno. I on povede se 4-0 i završi se 21-4 za mene.
Zadnji poen ulazi moja kćerka da me uhvati za ruku, za nogu, da bi brat postigao poen. Ja nju otresem, ona padne, raskrvavi lakat i ne dam da me pobedi. I idemo kući, svi idu jednom stranu ulice, ja sam idem sa drugom. Sam idem, niko ne razgovara sa mnom. Tako da, ali opet, naravno, sam mu kupio taj motor, ali mora da ga zasluži. Nema poraz, ne može da ima. Dobro. Темпераментов како играч знае веројатно да дава. Како тренер веројатно е малку по-проблематично. Кога го покажувате? Или? Kad dolazite na trening kao igrač, dođete, obučete se, trenirate sve ono što vam se kaže, odete i doviđenja. Така. Kad ste trener, morate da spremite, da se pripremite, da dođete, da pazite da to sve dođe do igrača, jer ima igrača koji baš i ne razmišljaju o svemu tome. Onda ti se pojavi neko da ima problem sa devojkom, neko me je otekao zub, neko ima povredu zgloba i vi sve te probleme još 25 nosite kući. Na sve one koje vi možete imati, imate i to. To je ogroman atak na mozak, na čoveka, ukoliko nije jak da to iznese, da to iscrpi. Mnogo je teže i komplikovanije. Drugo, na terenu zavisiš sam od sebe ako si igrač. Ja izađem na teren, dam 10 golova i pjevam. Znam neka... Tako je, ovdje zavisiš od njega, od igrača. Što oni bolje igraju, ti si bolji trener. Ako loše, odmah je greška kod tebe. To je jasno. Kad dođe 5000 ljudi u dvoranu, od toga je 4000 trenera. Da, vidi ga, zašto je stavio ovoga, ovaj nema pojma, Oni ne znaju da li je taj trenirao, da li je povređen, da li je prehlađen. Ne. Samo taj komentar. Igra krilata, ide prema centar. Zašto ovaka, zašto se igra 7-6? Ja neću dozvoliti da se meni miješaju u posao. Ni predsjednik, ni neki sponzori, ni neko. Moj posao je da budem trener. Ako sam dobar, vi ćete to zaključiti. Ako nisam, doviđenja, hvala. Ali ako slušam, ako igraju igrači koji se sviđaju predsjedniku, sponzoru i na kraju ne ispadne dobro, opet ću ja da platim to. Ovako kad dođeš uvijek će da kažu možda nije dobar trener, ali je zato karakter, svaka mu čast. Prema tome ja se držim toga da sam svoj i da ako već radim neki... Moj je neuspeh, ali je moj uspeh, to je jasno. Ама имајќи го тоа предвид, пак да се вратам на темпераментот, да би биле по-благ тренер, по-така да си ги обуздате емоциите. Ja da pričam o temperamentu, jer mene je moj temperament koštao mnogo toga u karijeri. Kada bi mogao da smenim nešto u životu, to je taj temperament. A bi bile po-uspešni како тренер без тоа, пример, хипотетички? Pa ne znam, iskreno da vam kažem, to ne znam da vam kažem, ali ja sam recimo od najkažnjavani trener od Evropske federacije. Ja sam 3-4 puta bio kažnjavan. Nikako ne mogu da svakakvih stvari ima u sportu, pa vi čitate, gledate, ja te stvari ne priznajem, ne prihvatam na takav način ili kada igrač ne daje sve od sebe, kada ne izađe da se bori, kada ne da 200% za svoj klub, nema veze to koji dres nosiš. Točno. Kao igraćeš bolje za Barcelonu, nećeš za VAR. Nećeš, ti si takav ti igraš kao što igraš. Tako je, izađeš u park da odigraš, igraćeš maksimalno. Slušajte ovo, ja sam jednom pred finale Lige šampiona sa Barcelonom. Dobro. Ajde da se malo opustim i da se prošetam. Da se prošetam pa ću da idem u dvoranu. I igra 5 klinaca basket. Njih 5 igra. I ja kažem, jel vam fali 6? Kaže, da. I ja sa farmerke ovako, ja uđem i odigram s njima basket. Dobro. I vratim se kući sav moka, kaže žena, gdje si bio? Ja kažem, igrao sam basket u parku. Kaže, da li si normalan, ti za 2 sata igraš finale Lige šampiona, mogu si da izvrneš zlob. Ja kažem da sam izvrnio zlob, to je sudbina. Od nje ne možeš da pobegneš. Razumeš? Pa normalno može da ne igraš basket 2 sata pred. Ali ne bi imao to zadovoljstvo sa tom decom igranja. Tako da... Така, се зезам. Трinaесет сезони еден, многу гости, многу приказни. А кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде. Одлична храна, луксузни соби и Sky бар со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука, гостинот се чувствува како газда. Проверете сами. Хотел Панорамика. Ај вака, пуштете го Вујо Нострадамус, што е ова?
Ова се едни предвидувања кои што ќе ви ги сервираме. Ево го Вујо Нострадамус, добро. Сега, каде ќе бидат за 10 години од сега? Предвидување. Да. Па после 10 години да сме живи и здрави, ќе се навратиме на овие предвидувања. Кај ќе биде Борко за 10 години? Да. Борко ќе бити кандидат за градоначелника Скопје. Одлично. Ја верувам во ова, да ти кажам право. Кај ќе биде Филип Талевски? Филип Талевски 10 години. За 10 година можда ќе još uvek biti aktivan igrač. Значи ќе игра? Moguće da će biti još uvijek aktivan А igrač. каде, у кој клуб? Pa, gde ili, ja ne znam, ali mislim da će to ipak biti neki makedonski klub. Така. Добро, одлично, прифатено. Ајде да видиме кој е следен. Кај ќе биде Кире? Kire Lazaro će biti trener Barcelone za 10 godina. Опа! Кире, слушај го ова. Слушај. Ајде да видиме. Ова е супер. Timir Dibirov će biti ambasador Rusije u Makedoniji. Прејако. Добро. Стојанче? Stojanče Stoleo će imati 150 kg i imaće kafanu svoju. Ај уште еден. Супер. Veseli Vujović će i dalje biti trener Vardara. To! Супер. Ај уште малку видеа да пуштиме. Вујо, да не подсетите на некои моменти, ние ќе ве подсетиме вас, а вие да ја подсетите публиката. Први некои сеќавања што ќе ви дојдат од овие моменти, чисто да ги кажеме, да ги опишеме ситуациите. Ајде на почетокот одиме со Вујо брани во ситуација кога не треба да брани. Така? Ајде да видиме, пуштај. Што е ситуацијава сега? Кога е ова и што се случува? Ovo je utakmica Evropskog prvenstva između Slovenije, ja sam selektor Slovenije, i Njemačke. Sudije su osudile neku jednu nevratnu situaciju. Na centru je bio ni prekršaj, sudije su sedmerac koji ne postoji ni po pravilima. To je nešto neverovatno. Ja sam onda odlučio da stanem na go. Sudije kažu, ajde, nemoj da pravi cirkus. Ja kažem, vi ste ga napravili, ja sam samo učesnik ovog cirkusa. I stvarno sam hteo da branim, ali su me igrači i ljudi zamolili da stvarno... Čekaj, vие би седели и би бранеле? Би, što da ne? Бевте спремен да си така? Kad su oni to osudili, zašto ja ne bi to napravio? Znači, oni su napravili haos. Ja sam posle ovog nekoliko puta bio kažnjavan, jer oni tad me zbog tog detalja nisu smeli kazniti, inače bi imali veliki otpor javnosti, ali kasnije su tražili najmanji detalj da bi me kažnjavali. Ама за ситница казната голема. Tako je, ogromna kazna za sitnica. Evo sad sam, posle toga kao trener Zagreba, sudija je odsudio neku glupost i ja sam ušao, samo da ga pitam zbog čega. 5.000 eura što sam ušao u ovaj propagandni deo Evropske federacije. Kao tu nisi smeo da budeš jer je to za reklame predviđeno. Pa to je... Da. Знаеме зашто. Da, to je baš dali dobro. Ај следно видео да видиме што ќе го подсетиме Вујо. Овде вика, Ubiću i tebe i sebe, odmah ću nas ubiti na mesto. Da, ovde je faktički ubiću i tebe i sebe. Ovo je utakmica protiv Španije, u kojoj je sama završnica. Na srednjem beku igra Kaneljas, koji je bio član Vardara, jedan sjajan igrač, samo već je bio u godinama i malo je spor i tako dalje. I onda ja kažem Blagotinšeku da mora da učini sve i na neki, ajde da kažem, human način, ja njemu kažem, ako te predribla, ubiću i tebe i sebe. Znači, ne da samo njega, nego jer ako sam ti rekao sve i ti to ne ispuniš, znači oba dvojica treba da kolektivno samoubistvo i doviđenja, razumeš, da. Следно видео од режија. Ајде да видиме. Znači, sad mora da izgine 10 zadnjih minuta, dajte sve u životu. Kao da je kraj. Ова е легендарната победа против Хрватска. И тајм-аутот кај што им се бара да гинат. Да, неверојатно, то е... Чисто вратете се на тој момент, Вујо. Pa, evo ovako, znači mi smo... Pošto to беше jedan mitski comeback. Tako, mi smo igrali utakmicu sa Francuzima u polufinalu u Francuskoj, to je bila nemoguća misija da prođemo, iako smo imali Francuzi domaćini, na kraju su i postali svetski prvaci, a Norveška i Hrvatska su igrali posle nas. I Hrvati su u produžecima izgubili stvarno. Jedan Horvat je imao sedmerac za pobjedu, na kraju su ispali i
ja razmišljam da smo mi odmorniji, da ćemo sutra da trčimo, da budemo bolji, da će sve to da bude kako ja hoću, ali nas nema nigdje na terenu. Nema nas uopšte, ne znam ni kako. U slačionici ja pokušavam ove Slovence da dignem, pa kako vas se nije sram, pa čekaju vas tamo porodice, familije, pa kako ćete se vratiti kući, pa igrate za medalju, pa kako, 8 razlike za Hrvate i ja odlučim da sednem. I kažem, ajde, ja sam jedina budala ovdje koji proba da nešto napravi. I onda kažem, čekaj, ali ja tim momcima ću da budem selektor još 3 godine. Ako se ja predam, kako ću ja njima da budem trener? Aj kažem, vodit ću utakmicu kao da gubimo 2 razlike, ne 8. Dobro. I koja minuta je otprilika? Pa to je ostalo 18 minuta do kraja. To je najveći presvrt u istoriji svetskih prvenstava. I onda mi počinjemo da igramo, stižemo, ona neutralna publika francuska koja je došla da gleda... Počinje da navija. Počinje da navija za nas, razumiješ, i bilo je puno Slovenaca, stvori se dobra atmosfera, Hrvati u nekom grču i dolazimo do tog nekog rezultata 1 ili nerešeno pri kraju kad je ovaj time out. Ljudi me često pitaju, ti to planiraš? Ko može da isplanira, ćemo gubiti 8 razlike, ćemo doći da ja... I ja onda njima kažem, igrajte kao da sutra ne postoji. Nema sutra. Danas dajte sve. Branite ovaj gol kao da su vaše porodice, vaše familije. Ako smo napisali istoriju, jer igramo za medalju, ako treba da ispišemo krvlju, pišite je krvlju. Razumeš? I stvarno je neverovatan preokret bio. Uzeli smo medalju, to je jedan od boljih rezultata i fenomenalan doček je bio u Sloveniji. Stvarno je bio fenomenalan doček. 40-50 hiljada ljudi nas je čekalo i oni su to tako nekako smišljeno napravili ovi ljudi u organizaciji, pa su izašli terapeuti, pomoćni treneri, pa jedan, drugi, 5. rukometaš i mene nisu prozvali, a izlazi se na binu. Dobro. I onda kaže, evo tu su svi naši heroji, i publika počinje da negoduje. Da. Znaš. Pa oni kaže, ko nedostaje? A oni kaže, mikrofon, a oni, Vujo, ko? Vujo, ko? Znači, 50.000 ljudi. I kad sam ja izašao na onu binu, to je neverovatno. Neverovatno. Ja ceo razgovor počne sa jednom dobrim forom. Ja kažem, počeli su da nas kritikuju, kažu, Slovenci igraju samo zadnjih 20 minuta pošto ih trenira Crnogorac. Jer nas Crnogorce mrzi da sad sat vremena, da dođe 20 minuta, pa ćemo lako, znaš. I tako da to su baš dobra sećanja. Одлично. Стварно, некои луѓе ни 5 кариери да имаат, нема да доживеат ни пола од тоа. Ај последно едно видео да видиме да се подсетиме. Ова е наш добар пријател на емисијата, Начевски. Ovo se ne sjećam ja. Ne? Ne znam. Ovog stvarno se ne sjećam. Ovdje, što se slučilo sa Георги? Što je работа? Šta je najveća fora? Кога беше Vujo, извини, која година од прилика? Ne, ja se ne sjećam što sam jeo juče, koje godine. To su bila ta vremena Vardara, utakmica sa Metalurgom koja odlučuje titulu, sukob jedan koji smo imali nas dvojica. Kao što vidite, ja kad vidim sebe ovako, ja kažem ovaj čovjek nije normalan. Majke moje. Seriozno? Časna reč. Ja kažem ovaj je ludak, znaš. I sad vi koji me ovdje posmatrate kaže, vidi ga, a ovako je simpatičan, drag. Baš je džentlmen. Vi kako ne bi čovjek muvu zgazio, kako? Ali mi smo taj sukob prevazišli, čak imamo jedan jako korektan odnos i mislim da i on tada bio jako mlad sudija, ja trener, puno mlađi, da bi sad to drugačije sve izgledalo. Žao mi je zbog toga što se desilo, ali не поновило се да така. Супер сте и двајцата, ето и тој суди големи финалиња и вие сте си тоа што сте апсолутно. Да, добро. Малку на шала. Бидејќи немаме баш толку многу време, веќе треба да привршуваме. Сакам уште малку да... Ја не 2 сата како си кренуо. Сега се загревавме. Како си кренуо, рекол 2 сата. Има ли друг бизнис освен ракометот? Има ли нешто приватно што чепкате вака? Па више то за сина, купили smo 6 hektara, pa smo usadili krušku i trešnju, to je na granici sa Hrvatskom, dosta blizu Šapca i to je neki biznis. Inače, ja moram zbog šale da kažem, ja kao Crnogorac sve radim da ništa ne radim. I rukomet mi je osnovna zanimacija i kada sam bio klinac, kada sam imao 10-12 godina,
Moj prvi cilj je bio da ne radim ništa. Da nemam šefa, da ne ustajem u 5 sati ujutro, da neko mi ne priča. Sam da si go planiram. Tako je, da planiram šta ću da radim sam sa sobom i tako dalje. I sreća da sam otišao u sport pa sam ipak dobio neke radne navike. Da. Pa dobro, ама и војската. Войска е чудо. Вујо мајсторе, многу ти благодарам уште еднаш. Ова се тие good nature чаеви за дома. А ово су чаеви, да, да, пакет Мајсторе. имаш и златен даб, така да. А у овим годинама sve više čajeva, sve manje ovog zlatnog daba pijemo. Па добро, еве, ali i ovo je za тоа mene, и тоа. jel? Па апсолутно. Па супер е, апсолутно. човече, супер. Вујо, Браво. голема чест ми беше. Мени Да такоđer. си жив и здрав и уште многу успеси да имаш и со Вардар и приватно, неприватен план и професионален план и да не радуваш уште многу. Da nećemo biti dosadni gleocima, da će shvatiti neke stvari koje sam rekao, uvek govorim od Ради srca. коронава немаме публика, инаку овде ќе беше полно. Jel tako, da. A zato nam je šminkerka ulazila svaki 3 minuta. За да не бодри фалко, да не крене. Hvala vam puno, hvala. Фала уште еднаш. Hvala. Весели Вујовиќ беше Hvala тоа puno. и му благодариме што беше тука. Hvala. Убаво си поминавме. Научи нешто за ракометот? Да, одлично. Вие знаевте уствари. Големи фанови сме сите. Да, апсолутно. Океј, топката и се гледаме утре во 2. Се гледаме со вас следна недела. Во следната епизода, за сега ни останува само да се одјавиме, да ви се заблагодариме што не гледавте и да го искинеме сценариото. И нормално, бидејќи е хартија, го ставаме на место за хартија. Правете го и вие тоа дома и каде и да сте на друго место. Значи, селектирајте отпад, хартија се фрла во хартија, пластика, стакло. Бидете внимателни со околината, сепак еден ни е светот, така да треба да го пазиме. Се согласуваме? Се согласуваме дека треба да си одиме дома сега? Може. Да ја одјавиме емисијата. Чао, се гледаме следна епизода. Бај.